Со релативно млади и амбициозни сили, ракометниот клуб Текстилец од Штип го заврши есенскиот дел во првата македонска лига на 6-то место, кое носи сигурност за понатамошниот тек од првенството. Можеше да биде подобро, но повредите на неколку клучи играчи беа причина за губење на некои планирани бодови. А ракометниот клуб Текстилец се надпреварува во прва лига, во која се надпреваруваат 14 екипи. Во текот на есенскиот дел одигравме 13 надпревари, од кои 8 победивме и 5 загубивме и го освоивме 6-то место на табелата. Во текот на првенството по мое игравме доста солидно, можеби останавме куси за 3 до 6 бода, но како што планирав на почетокот на првенството, сепак и ова е голем успех за нашата екипа, рачунајќи го составот на екипата. Во нашата екипа моментално се надпреваруваат младинци и кадети со 23 сениори. Збор вас за конкуренцијата, рекавте 14 екипи, кој се фигурира во оваа лига и за нивната селина и јачина, кои се фаворити, кои се на првите позиции? Добро, изразит фаворит е екипата на Бутел, која е ново формирана, но е составена од играчи на Металург, поранешни играчи на Металург, на Вардар, кои не успеа да се вметнат во првата екипа, така да речем Металург ги собра тие играчи, финансиски е појак и така се на прво место со 39 бода или без пораз. Втора екипа е Металург Јуниор, но далеко е послаба, нешто појак од нас, додека екипите на Струга, Повардаре, Вардар сега, ние и Преспа сме тука некаде на скоро исто ниво. Останатите се на пониско ниво. Лично дали сте задоволни од 6-то место, бидејќи рековте дека екипата е во главно костур млади ракометари? Добро, јас сум, како што реков, сум задоволен. Се надевам дека во идната година ќе ги повториме овие резултати, да останеме некаде на врвот на табелата, меѓу 4-то, 5-то, па и 3-то место. Подготовките за пролетниот дел ракометарите на Текстилец ќе ги започне во средината на месец јануари и тие ќе се одвиваат во ракометниот храм, спортската сала на основното училиште Тошо Арсов, а стартот на првенството на пролетниот дел ќе биде во почетокот на месец март.